Да, токму така, останете со нас до 10 часот. Во студиото веќе го имаме гостинот први гостин за ова утринско издание на Здрава Македонија, доцентот доктор Иса Симеонов, кој што е специјалист по детска хирургија. Ќе зборуваме на темата кои се најчистите болести поради кои треба да се направи хируршки зафат, а секако и она кое што како втора тема го поставивме поврзано со слепото црево и кои се причините, каде се налага и сите оние одговори кои што можеби не сме ги зборувале одамна како за тема. Докторе, добро утро за вас. Добро утро и за вас и за сите гледачи на Канал 5 телевизија. Така е, драго ни е што ова утро сте заедно со нас да поразговараме на теми поврзани со здравјето. Кои се најчистите болести поради кои мора да се направи хируршки зафат кај децата? Најчести болести кај децата кои што е потребна хируршка интервенција се ингвинални кили, неспуштени тестиси. Сакам да напоменам дека најчеста причина за итна хируршка интервенција кај децата е акутно воспаление на слепото црево. Така. Акутно воспаление на слепото црево најчесто се јавува кај школски деца и на возраст кај возрастни од 20 до 30 години, меѓутоа нема правило, може да се јави кај секоја возраст и кај секоја популација. Така, зошто се вика слепо црево, која е неговата функција, каде се наоѓа, чисто пати нели таа болка од десната страна кога зборуваме може и да не биде секако нели слепото црево, кои се тие некои да кажеме насоки на кои што треба да внимаваме? Слепото црево е, само ти ме кажува, слеп завршеток дебелото црево. По некои автори нема функција, меѓутоа некои научни трудови укажуваат дека сепак слепото црево има одредена функција, затоа што тоа е резервар на добри бактерии, кои што после диареја, каде што е оштетена флората на цревата, тие добри бактерии учествуваат во обновување на цревната флора. Меѓутоа, како и да и тие автори кои што ја гледаат добрата страна на слепото црево, се со став дека секој воспаление на слепото црево е предмет на хируршка интервенција. Слепото црево се наоѓа од десната страна на абдоменот, на стомакот, односно десно од папокот во долниот дел, и како што напоменав е составен дел од дебелото црево. Така. За момент би сакала да режија да ги замолам да не ги постават почките со телефоните. Телефонските линии ги отвориме доколку сметате или сакате нешто да го прашате докторот, доколку можеби сте имали интервенција од слепо црево, па сакате некое прашање да поставите, слободно може да не се јавите, докторот со задоволство ќе одговори. Најчести причини за воспалението постојат, често се вели дека нема правила, но јас верувам дека има и некои насоки кои што како препораки кои што може да се дават. Најчеста причина за воспаление на слепото црево е обструкција на луменот од копролит, страно тело, најчесто се наоѓаат во луменот љушпи семки од јаткасти плодови, сончоглед семки, или размножување на бактерии кои што нормално ги има во слепото црево, меѓутоа бидејќи слепото црево е изградено од лимфатично ткиво и одредена количина на слуз, која што се дренира кон дебелото црево, при обструкција на луменот доаѓа до размножување на бактерии во зидот, во луменот на дебелото црево, венски и лимфни застои, доаѓа до оток на зидот од дебелото црево, тоа се зголемува во лумен, под притисок е, доаѓа до пореметување на васкуларизацијата, односно крвоснабдување на зидот од дебелото црево, и ако не се препознае воспалението во првите 24 или 36 часа, доаѓа до перфорација на зидот од дебелото црево заради некроза и до излевање на цревна содржина во перитониумот, што може да биде понекогаш и животно загрозувачка состојба. Да, токму затоа како втора тема, односно како главно второ прашање, колку е опасно слепото црево доколку пукне на некој начин, што треба во тој момент да се, или како, што се случува, кои се симптомите кои што се јавуваат тука и колку брзо треба да се реагира? Во принцип симптомите и болката се додека не настане перфорација или додека не пукне слепото црево. Кога ќе пукне слепото црево, доаѓа до состојба на перитонит, односно излевање на цревната содржина во перитоналната шуплина и
тоа може да доведе понатаму до сепса, како што напоменав, може да дури да биде загрозен животот ако на време не се направи хируршка интервенција. Инаку симптомите за воспалено слепо црево започнуваат како болка околу папокот, која што после неколку часа се локализира десно од папокот. Може да биде проследена со нагони за повраќање, гадење, губиток на апетит, покачена телесна температура, малаксаност. И сето тоа се развива во период од 24 до 36 часа, затоа што во почеток слепото црево е во воспалителна фаза на катарално воспаление, после преминува флегмонозно, гангренозно и после тоа настанува перфорација. Така, овие симптоми што ги наведовте сепак се асоцирати на симптоми од вирус. Како се разграничува тоа? Мора ли да се има сега? Родител не верувам дека може да разграничи акутно воспаление на слепо црево со акутен лимфаденит, затоа што има лимфни јазви, лимфни жлезби околу слепото црево кои што знаат да бидат болни заради некоја инфекција во организмот. Затоа секоја болка десно од папокот, родителот треба да побара совет или преглед од доктор, педијатар или подобро детски хирург. Прегледот, што е најважно да се направи за време на прегледот? Дали често пати може би и крв кога ќе се земе, и урина да се земе, резултатите секој пат не покажуваат, но дополнително ехо или нешто друго ако се направи? Диагнозата ја потврдува детски хирург со клинички преглед и анамнеза. Има неколку знаци кои што се позитивни во однос на прегледот, кои што укажуваат дека се работи за воспалено слепо црево. Се прави лабораторија каде што има покачени параметри ЦРП леукоцити, тоа се воспалителни параметри. А ако не сме сигурни во диагнозата, тогаш може да се направи ултразвук или ехо, каде што може да се визуализира апендиксот, па дури и компјутерска томографија. Така. Имаме гледач на линијата, па да му дадеме предност. Добро утро. Добро утро, дали се слушаме? Добро утро. Нема, изгледа се прекинала линијата, но ајде да видиме на другата линија. Добар ден. Добар ден, добро утро, повелете. Поштовање, Вера, до вас, до телевизијата, до докторот. Имам едно прашање до докторот. Така, повелете. Значи, има болка од десната страна на препони, ненормална болка со тоа што ме шета од клиника на клиника, ми правеа дури и тиретажа, рачунајќи да не е нешто гинеколошки, се додека не несвестив, и во 8 септември ми направија операција на дебелото црево со диагноза дека прснало дебелото црево. Прашањето до докторот ми е: од што може да дојде до прскање на дебелото црево? Значи, од десната страна носев и кеса, стома, со тоа што после втора операција ми ја затворија стомата и сега внимавам на исхрана. Меѓутоа, прашањето е конкретно: од што може да дојде до прскање на дебело црево, не на слепо црево? Благодарам многу и уште еднаш поздрав до двајцата. Ви благодариме, поздрав и до вас. До перфорација или прскање на дебело црево може да дојде од повеќе причини на возраста на која што е госпојата. Може од дивертикулум, од полип, може од малигна неоплазма. Значи, тоа се тоа треба да се испита. Јас верувам дека докторот што е направил операцијата и објаснил на госпојата која е причината за перфорација. Така. После операцијата порано, некогаш и сега е поразлична за слепото црево. Некој пат беше она класично што како се вели што се сеќа, сега лапароскопски. Која е разликата? Секако дека има предности. Методот на избор за апендектомија во клиничката болница Аџи Бадем Систина е лапароскопска апендектомија.
предноста е од повеќе аспекти. Помала болка кај пациентите, помалку хоспитални денови, помала доза на антибиотици и што е најбитно, побрза вертикализација, односно станување од кревет, пократки хоспитални денови и подобар естетски изглед, затоа што лапароскопската апендектомија се изведа со 3 троакари низ 3 места на абдоменот, со инцизија или рез од 5 до 6 мм, после се става по еден конец сутура, кај класичната апендектомија има многу повош естетски Кај класичната повеќе има, народно кажано, сечење. Да, има сечење на сите слоеви, од кожа, подкожа, фасција, мускулатура. Поголем оперативен зафат. Поголем оперативен зафат, кој што е пратен со поголема болка, повеќе денови во кревет, повош естетски изглед, така да лапароскопската апендектомија има голема предност по однос на класичната лапароскопија. Во однос на слепото црево, ако има воспаление, задолжително се вади. Нема тука ќе помине да се пие антибиотик или не се остава? Не. Акутно воспаление на слепото црево е индикација за итна хируршка интервенција. Дури и тие автори кои што ја гледаат добрата страна на слепото црево како резервоар добри бактерии, се со став дека при воспаление треба да се направи апендектомија, односно да се отстрани слепото црево. Така, после оперативно, еве со лапароскопијата, рековте дека многу брзо се операвало, 1 до 2 дена се во болницата и потоа кои се препораките, која е исхраната, кои се активностите, се мисли дека после операција од слепо црево чисто пати може да треба да се биде внимателен за да не се добие кила. Дали е тоа мит или вистина? Кај лапароскопска апендектомија нема постоперативно кила, затоа што нема како да настане постоперативно кила. Кај класичната може и таа се вика инцизиона кила или на местото каде што е направен резот за апендектомија. Така. После 1-2 дена во болница пациентите се препраќаат на домашно лекување, каде што се препорачува мирување, не строго мирување, може да се движат пациентите, полесна исхрана првите 5 до 7 дена, бело месо пилешко, ориз, пире од компир, палента, кисело млеко, јогурт. 10 до 14 ден се вадат колите, после 14 ден во принцип на пациентите, односно на децата им е дозволена и спортска активност. Така, ги споменавте децата, зошто кај децата најчесто се јавуваат овие воспаленија и во кој период, да речеме, има ли правила во кој период, еве, бидејќи секојдневно сте со оваа проблематика, да речеме кога, во кој временски период, дали лето, зима, има повеќе? Правило нема временскиот период, меѓутоа статистички повеќе се јавуваат во летниот период, веројатно заради овој со семки. Многу често кај децата во луменот на слепото црево. А зашто ги голтат? Како семките па заостануваат? Да, во луменот слепото црево сме наоѓале семки од лубеница, луѓпи од сончоглед. Бидејќи ги голтат, ќе да, знаат семката да влезе во слепото црево, бидејќи има слеп завршеток, прави обструкција на луменот и почнува воспалителниот процес. Така. А зошто некако, а можеме да го носим, нели, слепото црево што се вели цел живота, сепак и да не се, нема некои конкретни причини зошто тоа токму се јавува кај децата, а не кај возрастните, меѓутоа и возрастните имаат проблем со слепото црево. Некако слепото црево, нели, го имаме ние и возраста не верувам дека тука игра некоја голема улога, но најчесто се јавува. Најчесто кај деца во школска возраст и возраст од 20 до 30 години. Меѓутоа тоа е сепак статистика. Зошто? Так. Зошто е баш таа возраст најтаргетирана, нема конкретно објаснување. Да, во однос на, рековте, во оние болки кои што се појавуваат и дека ете после 14-тиот ден може да се нели може да продолжа со секаква физичка активност, во однос на исхраната треба да се внимава на
не е она зачинета и после тоа сето тоа може да си го Начинот на исхрана може до некаде да превенира воспаление на слепо црево, меѓутоа ако се случи воспалението, храната и нема. Ако веќе се случи ако се воспаление. случи, меѓутоа во принцип да не се внесува конзервирана храна, зачината храна, да се внесува доволно овошје и зеленчук, да не се внесува мрсна храна. Сето тоа е помал ризик, меѓутоа не е правило дека тоа ќе спречи воспаление на слепо црево. Така, не е правило, но како препораки во однос на оние чипсови кои што сега ги имаме, да кажеме, ги беа само еден чипс, еден смоки, сега ги има и некако повеќе можеме да се излажеме во тој, но дали е конкретна причина ако некој почесто нели ги јаде од децава тие чипсови, дека ќе им допринесе да... Да, може да биде причина како ризик фактор. Како ризик фактор постои. Во однос на некои други ризик фактори кои што да речеме не се стандардни, а треба некако, односно би можело да со начинот на живот да влијаеме на нив, да не дојде до ништо тоа, дали постојат или се генералните препораки? Нема. Ако треба да се случи воспаление на слепото црево, ќе се случи. Така, кој е најмалото детенце кое сте го оперирала слепо? Сакам да напоменам дека многу ретко се јавува воспаление на слепо црево кај деца по 3 години. Меѓутоа, ако почне воспалителниот процес кај тие деца, најчесто наодот е перфорација. Затоа што прво кај мало дете отежнате прегледот. Плачливи се, вознемирени, не се мирни. Не може да добиеме конкретен одговор анамнестички кога почнала болката, како се развивала болката. И што е најбитно, воспалителниот процес кај деца по 3 години напредува многу побрзо него кај повозрасни деца. И 80% од деца оперирани по 3 годишна возраст се со наод за перфорирано слепо црево. Така. Значи, тоа под 3 годишна возраст е еден од најмладите пациенти кои што... Најмладите и затоа треба се биде многу внимателни со таа категорија на деца. Така. Повозрастните деца може да ви објаснат многу прецизно од кога почнало, како почнало, каде била болката. Така, а таа болка дали може нели да се стиша, да се мисли дека се е борит, па после подоцна, после некој месец, два да се или акутно трае со сад? Акутно воспаление на слепо црево, од сад на сад болката е се поинтензивна и поинтензивна, со симптоми како гадење, повраќање, малаксаност, телесна температура покачена. Така, нема решение освен хоспитализација. Нема друг избор освен да се отстрани слепото црево. Така. Докторе, ви благодарам многу што ова утро бевте со нас. Еве верувам дека на гледачите им објаснив или поразговаравме на тема која што секако е актуелна. Ние продолжуваме понатаму и посакуваме убав работен ден. Благодараме на вас, се гледаме во следна прилика. Така.